По краткиот мир повторно се раздвижи македонската политичка сцена. Откако имавме еден бафинг просторот, 10 дена во кој практично не се случуваше ништо, минатата неделна повторно почна со скандали. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски објави уште еден скандал во Министерството за внатрешни работи, за кој до денес се уште нема никаква правна развршница. Во тој скандал вмешан е и братот на премиерот Зоран Заев, Вице Заев, кој на некој начин изнудувал, според индициите, пари од битолски бизнисмени. Викендов имавме и протести. Илјадници граѓани излегоа во главниот град на нашата земја, која инаку се вика Македонија, и протестираа за ослободување на уставобранителите. Видовме една патриотска нишка на тие протести, но видовме и уште една скандалозна ситуација во која Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев и Сандански беа повторно заборавени од химната, овој пат од една друга пејачка. За ова и за многу повеќе утро разговарам со Страшо Ангеловски, македонски деец, лидер на политичката партија МАК, кој 30 на години екзистира на македонската политичка сцена, но како што разговаравме пред оваа емисија, никогаш не се искомерциализирал. Дали национализмот, односно патриотизмот во Македонија е исплатлив бизнис, поагајќи од Страшно Ангеловски? А за мене е исплатлив, бидејќи ја негувам идејата 31 година. Во таа смисла се исплати сето она што сум го правил, оставив зад себе... Емотивно исплатлив и исплатлив во смисла на она да оставите зад себе дело, да оставите зад себе неизвалкано име. Од друга страна, за многумина патриотизмот или национализмот, или како сакате наречете го, стана комерцијална работа или стана еден вид тезга, онака како што е за пеачите кога одат, да речеме, во Австралија, ваму или онаму, ги наплаќаат своите услуги, своите дела, работењето. Многумина така го сватија патриотизмот и заради тоа дури и влегоа во политиката. Тоа се оние така наречени политички апаратчици кои не би можеле да се реализираат поинаку доколку не се делови на некоја организација и доколку во таа организација не се обидуваат да бидат што поблиску до лидерот и доколку не викаат упорно да живее Македонија, да живее Македонија. А во последно време имаме и такви кои се во обид да станат политичари, па формираат или се уште не успеале да формираат мали политички партии или патриотски здруженија или најразлични форми на организација, и во последно време е модерно тие и таквите да викаат името ќе го вратиме и ќе ги обесиме предавниците. Ете, во таа насока некако го движат патриотизмот и во таа насока се обидуваат да се наметнат посебно пред нашинците во иселеништвото, од каде што се надеваат. Таму е главната тезга, предпоставувам. Предпоставувам и јас дека е таму главната тезга. Се сеќавате сите дека во еден период се зборуваше како на почетоците на независноста на Република Македонија, кога се појави ВМРО ДПМН, како кога тогашниот председател на ВМРО ДПМН Љупчо Георгиевски гостувал на тамошните собирања, се постилало знамето со звездата од Кутлеш и во него се фрлале доларите, се фрлале, доека на крај некој не го стави на рамо и не си замине дома со тие пари. Предпоставувам, луѓето мислат дека се уште така во иселеништвото ќе може да ги молзат нашите иселеници и така да си го исплатат тој свој ултрапатриотизам, нели? Викањето упорно да живее Македонија, името ќе го вратиме и предавниците ќе ги бесиме. Да, Македонија би требало да живее, името можеме да го вратиме барем за некоја внатрешна, ние тука да си го користиме, меѓународно многу тешко, но она што остава еден интересен впечаток во последниот... За да нема забуна, тоа околу враќањето на името. Значи, не е проблем ние да го вратиме името. Ќе си го вратиме и ќе се викаме. Не е проблем ниту да го поништиме договорот од Преспа. Проблем е да го смениме уставот. Ние, за да го сториме сето тоа, ние мораме уставот да го вратиме во позиција во која беше
пред да се изгласаат измените со договорот од Затоа е потребен 81 пратеник и во овој момент и во ваква констелација на силите, тоа е речиси невозможно. Затоа да не го лажеме народот, да не ги лажеме македонците дека е тоа многу лесно изводливо, дека ние едноставно ќе го поништиме договорот. И поништувањето на договорот не значи ништо доколку не го промениме уставот и во уставот не ги вратиме одредбите од предпреспанскиот договор. Она што исто така остава впечаток, ги спомнавте диаспората како главен како главен простор од каде сите овие субјекти влечат пари, но во последно време е очигледно уште една тенденција. А тоа е дека дел од овие движења, партии, дел од овие групи, не знам веќе како да ги наречам, кои голем дел од нив повеќе постојат на Facebook отколку во реалноста, некако се цело време насочени кон ВМРО ДПМН и критика на ВМРО ДПМН. На една критика на Заев имаат 15 за Мицковски, па се поставува прашањето дали критиката кон опозицијата индицира дека можеби и СДСМ е спонзор на голем дел од овие организации, движења и така натаму. Ако човек внимателно следи, би требало да дојде до таков заклучок. Доколку сте вие опозиција на опозицијата, според она познатото дека непријателот на мојот непријател е мој пријател, ќе излезе дека тие луѓе се како продолжена рака на СДСМ. Не сакам да говорам за сите и не сакам да ги генерализирам нештата, затоа што и таму има искрени и честни луѓе кои се едноставно пак некои од нив незадоволни од политиката на ВМРО ДПМН, да речеме, што е исто така легитимно, оти не може сите да бидеме задоволни од се. Меѓутоа, еден добар дел од нив се пројавува токму како продолжена рака на СДСМ. Зошто е тоа така? СДСМ е свесна дека во ситуација кога нема што да понуди, во ситуација кога не постои можност да го зголеми својот рейтинг или да го зголеми своето гласачко тело, единствено нешто со што може да се одржи на власт е разбивање на опозицијата, односно намалување на контото на гласачите на опозицијата. И тоа е многу јасно и многу децидно. И СДСМ веќе 4 години од денот кога дојде на власт го работи тоа со тезата за Курто и Мурто, со тезата, знаете, тоа се вметнува во главите на гласачите во Република Македонија, дека сите се исти и дека наместо Курто ќе дојде Мурто, тоест наместо СДСМ ќе дојде ВМРО ДПМН, и во една таква теза СДСМ се обидува да го намали контото на гласови на опозицијата, односно на коалицијата која предводи ВМРО ДПМН, а во чиј состав се наоѓа и Маакеве веќе 10 години. И чинам дека не само СДСМ, туку дека и преку невладините организации, односно преку спонзорите на невладините организации, кои штедро ја финансираат така наречената шарена револуција, која јас ја нарекувам хулиганска револуција, затоа што доколку на времето имавме слоган на комунистите пролетери од сите земји обединете се, сега го имаме слоган хулигани од сите земји обединете се, и така обединети ги изведуваат пролетерските, односно шарените хулигански револуции. Така што може да се предпостави дека дел од средствата стасуваат и од таму некаде од некои непознати извори надвор од Република Македонија. Ова ви е навистина интересна теза, нешто што досега не сум го слушнал, но во исто време имавме сега викендов една ситуација каде што имаше протести во Скопје. Вие гледате дека и дел од шарените сега настапуваат од другата страна и се борат за враќање на името, се борат за... Бойкотирам се сега. Кога јас пишував колумни по европски весници, бойкотирам, значи постојам, тие луѓе ги немаше нигде, сега се главни бойкотирачи во Македонија. Може би и погрешивме со тој бойкот вака од денешен аспект, но да не ја отвараме таа тема. Викендов во Скопје имаше протести. Но тие протести беа за луѓето кои опозицијата ги нарекува уставобранители, власта ги нарекува терористи. Негде вистината е измеѓу. Се работи веројатно за луѓе кои биле политички изманипулирани, политички бесни и направиле нешто што навистина и не е така пријатно. Имаше насилство, тоа насилство треба да се осуди, треба кривично да одговараат голем дел од тие луѓе, но не за тероризам. Она што се отвори како прашање е дека повторно диаспората го организираше и овој
протест во серијалот, повторно опозицијската ВМРО ДПМН масовно излезе на него, да бидеме реални, да не беше ВМРО, таму немаше да има повеќе од 1000 луѓе. И повторно во Македонија некој ја промаши химната. Јанева, пеачката која пееше, искрено не ја познавам, исто како и Тамара Тодевска ги заборави Гоце Делчев, Пито Гули, Даме Груев и Сандански, потоа се извини и кажа дека ги заборавила. И сега мене тука ми доаѓа онаа постмодерна фаза дали постои вистина. На Тамара никој не ја поверува дека ја сгрешила химната, не сакајки, јас си поверував. Сите мислеа дека тоа нешто американците ковале преку неа заговор и се случило тоа, а на Јанева сите и поверуваа дека на вистина направила една неумесна грешка и не го направила тоа намерно. Зошто имаме вакви двојни стандарди кон вистината? Па може би не се тоа двојни стандарди, може би се тоа различни агли на гледање на нештата. Ние очигледно во македонското општество сме длабоко поделени од аглите на гледање на работите и никогаш не можеме да се согласиме околу било што. Едните гледаат од аголот на шарено револуционерните случувања, другите гледаат од аголот на патриотизмот, национализмот и обидот да се вратат нештата во она како што го посакуваме. И сега во таквите ракурси на гледање, нормално е дека секогаш оној кој не е на твојата страна, секогаш ќе биде виновен, ќе го напаѓаш, а оној кој е од твојата страна, секогаш ќе се обидуваш да најдеш оправдување доколку и тој погреши. Јас бев присутен на протестот, нормално како и на сите протести, дури некој таму на шега рече, страшно рече, дај да ни дадат работнички книжки за да го впишат стажот на протестирање по улиците на Скопје, вика, отикле 30 на години стаж вели за протестирање. Значи бев присутен и многумина ми придоа после таа грешка на девојчето која или господја не знам која ја пееше химната, која јас лично не ја познавам, придоа револтирано. Им бев најверојатно препознатлив лик и затоа ми проаѓа мене што е ова што се случува, зошто не ги ете повторно, значи се е ова во корелација, сето се работи заеднички и така. Го чувме извинувањето, потоа ја чувме повторената изведа на химната. Јас искрено не би сакал да верувам ниту Тамара, ниту Нина дека намерно го да прави. А и да постои заговор, сигурно нема на таков начин да ни го пратат заговорот, па Тамара намерно или Нина намерно или било кој намерно ќе ја промаши химната. Значи заговорите и доколку постојат се многу посериозни од бришењето на може да ви кажам еден заговор? Може. Многу државни институции кога на свечени настани, кога ја интонираат химната, вклучително и СДСМ на последниот конгрес, ја интонираат без текст. Така. Тоа е веќе заговор. Тоа е инструментално и од само инструментално ја интонираат и тоа е веќе, па да не речеме дека е заговор, тоа веќе е јасна ситуација. Заговорот е нешто подзаскриено, ова е веќе јасно покажување на нештото, дека не се согласувате со содржината на искажаното или, што е уште пострашно, дека се подготвувате за промена на искажаното во химната. Односно, дека се подготвувате за промена на химната и на амблемите на Република Македонија. Мислите дека тоа е следна фаза? Јас искрено сум многу загрижен за состојбите во Република Македонија. Јас сум веќе подолго време многу загрижен, уште од појавата на книгата на Кочо Данај, на албанскиот историчар и советник на Сали Бериша, кој некаде пред 10 години објави книга за природните држави на Балканот, односно за природната албанска држава, каде што не зборува за големи држави, каде што не зборува за чисти етнички чисти држави, туку ја користи таа за ушите помилозвучна изрека природна држава, односно говори дека албанците треба да живеат на територија, да имаат држава се до онаму додека што живеат. Тоа е таа теорија за природните држави. И доколку гледаме дека сега повторно се актуализира барањето за формирање на политичка партија или рида која ќе го одново ќе го актуализира референдумот за република или рида внатре во државата Македонија, не е далеку од умот. Откако Зоран Заев во овие 4 години Македонија Ајде да ги провериме вашите стандарди. Ја направи целосно неотпорна. Дали вие се залагате за голема Македонија? Или еве сега голема Северна Македонија, како ќе дојде? Доколку вака сега,
доколку сме Да ве искрени... споредиме со Кочо Данај. Еве, Кочо Данај бара природни граници на Албанија, тоа за мене е неприфатливо. Дали Страшо Ангеловски бара природни граници на Македонија? Јас барам да Република Македонија или македонската држава да се протега онаму каде што се протегала и каде што со поделбата од 1913-та е извршено черечење на македонското ткиво како македонски народ. Тоа ќе рече. Јас, за разлика од Кочо Данај, кој не може да зборува за автохтоно постоење на албанците на некои територии, кои се окупирани со демографскиот наталитет, со зголемениот демографски наталитет на албанското население, и кои денеска... Ама тоа е наш проблем, не е проблем на албанците. Ама, видете, ако јас се залагам за обединување на македонските територии, јас се залагам за обединување на историските етнички територии каде што живеел и живее македонскиот народ. Додека теоријата... Веќе не живее. Додека теоријата живее. Во Пиринска Македонија живеат македонци. Но тие не се идентификуваат како Еден така. голем дел од нив се идентификува и доколку бидат слободни да се идентификуваат, па ние сме сведоци дека дури ниту во пописните листи во Република Македонија не постои можност вие да се идентификувате во Бугарија. Не постои ниту можност да се идентификувате. Доколку и кај нас биде така, како ќе се идентификуваат албанците дека се албанци, тоа ќе можеме да тврдиме дека не постои ниту еден албанец во Република Македонија. Значи, зборуваме за диаметрално различни ситуации и различни состојби во двете држави. Истото се случува и во Република Грција, па ние имаме таму се голем дел иселени. Ние имаме едно село кое се наоѓа на најсеверниот дел на Република Грција, се наоѓа на само 5 километри од селото Рожен и Мајдан, кои се наоѓаат во Кавадаречкиот дел на Мариово. Значи, одма преку границата се наоѓа село во кое има 891 куќа, од кои 890 куќи живеат македонци, во една куќа живее маџир. Значи, имаме ситуации кои, за жал, ние и не ги знаеме добро, кои треба да ги проучуваме. Меѓутоа, во моментот појавата на оние нон-пейпери, во моментот се води битка на нон-пейпери, односно се води битка на пробни балони, посебно за Балканите. Да, но јас го читав тој оригиналот на тој нон-пейпер, морам да признам. Исто така морам да признам дека во оригиналот нигде Македонија не е спомната. Во тој нон-пейпер се говори, извинете, малку ќе бидам поексплицитен, затоа што политичката опција која го наметнува таму се спомнуваат Босна и Херцеговина и Косово. Точно. Значи, за Македонија никој не дебатира. Но се појавуваат нови нон-пейпери во кои се појавува и Македонија. Левичарските медиуми, пред се оние кои се блиски и орбитираат нели околу онаа агенда на фондацијата Отворено општество, некако ја вметнаа Македонија во косовско-босанското прашање и нас ни продадоа дека во тој нон-пейпер се говорело и за поделба на Македонија, што повторувам не е воопшто точно. Знам дека не е точно, дека таму се споменати само Бих и Косово. Споменати се во контекст на Србија. Споменати се во... Тоа е про-српски нон-пейпер, еве да бидеме наискрени до крај. Затоа што поделбата на Босна и поделбата на Косово, на јужно и северно, и поделбата на Босна на Република Српска и останатиот дел и одговара на Република Србија. Затоа што во една таква ситуација Република Србија би се испазарила за прв пат историски да помине преку Дрина, а со тоа за прв пат историски и Русија ќе има свое влијание преку Дрина. Значи прв пат во историјата во постоењето на светов, но такво влијание Русија и Србија ќе имаат преку Дрина. Србија е повеќе сега денес меѓународен играч. Србија е исто блиска колку што е со Русија, блиска и со Америка, блиска и со Франција, па уште повеќе од со Русија, блиска со Велика Британија. Србија, Вучич очигледно сака да биде новиот Тито, но тоа и не е баш тема на оваа емисија. Не е тема, меѓутоа морам да кажам, затоа што 90-та година, кога го формиравме МААК, ние се залагавме за неутрална и демилитаризирана Република Македонија. Денес Србија е неутрална држава и затоа е успешна приказна, дури ако сакате, кога премиерот Заев отиде да ги прими вакцините, првиот контингент од 4-5 вакцини од Србија, и кога го праша зошто ние сега добиваме вакцини од Србија, зошто е Србија успешна приказна,
што рече тој? Затоа што е неутрална држава. Само сакам да ги подсетам гледачите, слушателите за идејата на МААК и за успешноста на неутралноста, посебно на ваква ветрометина каде што се наоѓа Република Македонија. Да, вие сте единствената политичка партија во Македонија. Мислам дека и Левица се влезе. Не. Левица е за Варшавски пакт да не внесат, иако не постои Варшавски пакт подолго време. Вие сте единствената политичка партија во Македонија која се залага за неутралност на Македонија. И тогаш и сега сметаме дека неутралноста е идеална за овие простори, затоа што Македонија како неутрална држава ќе беше тампон зона за великодржавните веќе и половина национални стратегии на соседите. Вие ја продолжувате политиката на Тито, што па има една теорија на заговор дека вашата политичка партија УДБА ја формирала на времето, нели, преку тие писателите кои прилично беа пролевичарски ориентирани, така што на крај излегува дека МААК ја застапува идејата за Тито, само малку ја локализира во Македонија. Далеко сме од идејата на Тито, затоа што бевме првата политичка партија која се заложи за независна, самостојна и суверена македонска држава. Вие сте млади за да се сеќавате. Во манастирот Свети Отец Прохор Пчински, тогашниот подпредседател на партијата, еден од најголемите македонски умови од втората половина на 20-тиот век, Анте Поповски, го прочита манифестот за независна, самостојна и суверена Македонија. Полицијата на она полиција која продолжи во Србија да работи, а до тогаш беше полиција на Тито, крвнички удираше по нас, стотници и стотници македонци оттаму се вратија повредени од пендреците на таа полиција, така што далеку е од идејата на Тито, идејата на МААК. Меѓутоа, ние зошто говориме ова? Затоа што мораме да бидеме свесни. Ние последниве 4 години во Македонија се говори за шарм дипломатијата на Димитров и Назаев, нели? Ќе му се оклештите на вашиот соговорник, ќе му се насмеете. Не може мисля дека ако се избричиш контра и ако се начешлаш, и ќе добиете се што треба. Тие не се свесни дека од другата страна имаме 150 годишни национални стратегии во односот кон македонското прашање. Тоа е Сан-Стефанската стратегија, тоа е Мегали идеја стратегијата, тоа е Призренската лига стратегијата, и вие не можете на 150 годишни национални стратегии кои се занимаваат со македонското прашање да се спротивставите само со шарм дипломатија. Затоа нам ни треба проучување на односите, ни треба наша стратегија, и сега дури не е доцна. Во историјата, современата историја, откако сме нели независни, во кој период според вас имало здрава дипломатија во однос на македонското прашање од македонска страна? Кога Македонија најцврсто ги бранела своите позиции и се обидувала нели да се избори за своето? Во кој период? Ќе треба малку да оставиме една мала дистанца за да сето тоа можеме да легне. За да легне. Меѓутоа вака гледано најблиско од сега тоа беше во периодот на владењето на Никола Груевски. Без разлика колку сакаме да го напаѓаме, без разлика што сакаме да кажеме за него, меѓутоа она што се негови резултати во економијата и она што е обстојување на националните принципи, тоа мораме да го признаеме дека беше така. Инаку, јас сакам да кажам, обично кажувам дека во овој момент во Европа постојат 3 нефункционални држави. Тоа се Украина, Босна и Херцеговина и Македонија. Босна и Херцеговина може би заради погрешниот Дејтонски договор беше родена како мртвороденче и сега се бараат начини како да се преформулира. Постои една широко движење дека треба да се укине она право на републиките на вето и така натаму и да се унифицира државата, да стане унитарна држава, на што никогаш нема да се согласат србите. Меѓутоа мене друг ми беше Република Македонија 90-тите се роди како здраво бебе. За жал, ние тоа бебе го дававме во рацете на погрешни бабици. И фати и сипаници бебе тие го испуштаа од рацете, дури успеа да го повредат и дојдовме во оваа ситуација во која денес се наоѓаме. Да, сега, дали бебето полека прераснува во еден 30 годишен недоветен човек кој навистина не знае што прави ниту со себе, ниту со својата држава, е прашањето на кое би требало да дадеме одговор во наредниот период. Но Ангеловски, она што исто така се гледа во однос на Македонија е дека, да речеме, американската дипломатија пред се
кога беше ситуацијата со Грција, практично беше спонзор на оние преспански договори, треба да бидеме искрени со тоа, дури и мислам дека и не е напишан ниту од македонската и од грчката преговарачка страна. Но во однос на бугарскиот договор, во однос на Бугарија ја нема таа поддршка од Америка која ја имаше, да речеме, Грција и Ципрас и Заев во тој договор. Сега ситуацијата е многу поразлична. Сега слушаме постојано осудувачки пораки кон Бугарија за нејзиниот национализам, за нејзиниот шовинизам, со кој практично ја кочи Македонија во евроатланскиот процес, во европските интеграции. Значи, мораме да сме свесни за една ситуација. Ние, за жал, ги глорифицираме улогата на Америка во осамостојувањето на Република Македонија и многумина сакаат да речат дека таа главна улога во осамостојувањето на Македонија одигра Америка во 90-тите години, што е точно. Меѓутоа, одигра не во полза на Македонија, туку нејзе и требаше цепкање на Југославија за да ја одземе силата на Србија. Откако Соединетите американски држави во својата политика увидоа дека Република Македонија успева да се создаде како независна самостојна држава со името Македонија, им влеговме како жежок костен во рацете и веќе од тогаш бараат начин како повторно таа Македонија да не биде проблем за нив и за нивната политика, и токму затоа и го беа спонзори, да речеме, на договорот од Преспа. А што се однесува до Бугарија, Бугарија пак од друга страна ја има поддршката на Германија. Ние сите знаеме дека господинот Борисов беше најдобриот послушник на госпожа Меркел и се надеваше дека Германија ќе му го издействува тоа што тој и неговата политика сакаа да го добијат од Република Македонија. Но Бугарија е исто така близок сојузник и на Русија. И Русија има големо политичко влијание, малтене скоро 40-50% од политичката сцена во Бугарија е посебно преку актуелниот председател, да речеме, Румен, кој е нималку помалку радикален од германциве според вас. Според она нешто што го имаме како сознание, актуелниот председател Румен Радев има, ајде да бидам благ, симпатии кон Русија и руската политика, а што се однесува до Софија и до односот со Европската Унија, Софија ја губи поддршката затоа што госпожа Меркел со погрешните политики го изгуби приматот во Европската Унија. Сега, после излегувањето, јас го повторувам повеќе пати за да знаат луѓето за што станува збор, после излегувањето на Велика Британија од Европската Унија, ние имаме само една сила во Европската Унија, тоа е Франција. Таа е единствената земја членка на постојаниот Советот за безбедност на Обединетите нации, инаку членка на Европската Унија, и таа е единствената земја членка на Европската Унија која има нуклеарно вооружување. Ниту една друга држава сега го нема тоа. И второ, само да кажам, и Макрон, кој левичарски, шарено револуционерно влезе, дојде на чело на Франција, полека станува лев суверенист и со неговата реторика се обидува суверенизмот да го издигне на едно повисоко равниште. Иако имаме идеолошки различни ставови, што е богатството на една демократија, кои двајцата сме патриоти, нели? Морам да се согласам со вас за оваа улога на Франција, особено тоа можевме да го видиме на последните избори, каде што ЕПП имаше шпицен кандидат, тоа беше, нели, еден германец, но благодарение на Франција и на Вишеградската група, односно Унгарија, Чешка, Словачка и Полска, се блокираше тој процес. А дека Франција е најмокна, говори и тоа дека Европската Унија политички е немокна унија. Политички државите си имаат суверенитет. Моќта на Европската Унија доаѓа од еврото, односно од Европската централна банка, која со една одлука може да предизвика инфлација во Германија, во Франција или било каде. За жал нема моќ Европската Унија. Но Европската централна банка има огромна моќ, поголема од било која моќ политичка која има Европската Унија. А Европската централна банка ја води токму французинка. Тоа е Кристин Лагард. Вака, значи, за да ги знаеме нештата кои се случуваат околу нас, во Соединетите американски држави, тие think tankovi
и влијателните организации кои влијаат на дворешната политика на Соединетите Американски држави се повеќе заговараат формирање на светски концерт. Значи, да не луѓето обично погрешно го разбираат, мислат дека станува збор за концепт, светски концерт по примерот на европскиот концерт кој владеел во втората половина на 19-тиот век, кога 4 најголеми европски држави седнале на маса и се договориле како да се однесуваат кон државите кои се наоѓаат надвор од мирното друштво. Меѓусебните разлики си ги почитувале. Па ги има тие? Меѓусебните разлики си ги почитувале и така се до првата светска војна. G6, G12, постојат тие? Сега вака. Сега тие think tankovi и тие влијателни поединци во американската надворешна политика бараат светскиот концерт да биде составен од 6 учесници, тоа би биле Соединетите Американски држави, Русија, Кина, Јапонија, Европската унија и Британија. Затоа беше брзањето на Велика Британија да излезе од Европската унија за да може да биде самостоен чинител во светската политика. И затоа е притисокот на Макрон да ја направи Франција што помоќна за да биде носителот на нештата внатре во Европската унија, кога тие 6 светски сили ќе седнат на маса и најверојатно, бидејќи е барање на тие влијателни луѓе во американската дворешна политика, најверојатно таквиот светски концерт ќе биде формиран и тоа ќе биде новиот светски поредок, затоа што тие 6 светски сили ќе се договорат околу едно, да не се мешаат во внатрешните работи една на друга, а да имаат заеднички однос кон сите останати држави во светот. Тоа ќе рече полека да ја преземат улогата на Обединетите нации и Советот за безбедност. Па добро, тоа и не е некоја можеби по дефолт да се прифати како нешто лошо, ако се има нели во предвид дека ние после Јалта не сме виделе на планетава Земја никакво редефинирање на односите. Јалта е последниот голем договор кој се случил, од тогаш имаме многу нови реалности, падна комунизмот, нели се случија многу промени на имаме. Ако можевме да говориме за едно речиси двовековен период на Пакс Британика во време кога Британија беше империалистичка сила и кога таа владееше со светот, после паѓањето на Берлинскиот зид, ние во овие 30 на години имаме Пакс Американа, односно Америка се појавува како империалистичка сила и светски полицаи. Да, но има и огромни регионални сили, например, никој не претпоставувал дека Турција ќе биде ваква моќна регионална сила каква што е денес. Истото не може да се попадот на комунизмот, сите очекуваа дека Русија практично идеолошки, политички и секако ќе се приклади на западниот свет, но Русија денес е исто така една сила сама за себе. Можеме да го кажеме истото дека Кина во моментов е најголема економска сила, така што ти муабети за империализмот 50 години подоцна, по падот на Берлинскиот зид, полека веќе губат на тежина затоа што постојат многу регионални сили на планетата. Не само регионални, туку веќе и светски сили. Кина станува светска сила со многу поинаков пристап од Соединетите Американски држави, да речеме влегува во државите и владите ја посакуваат затоа што таа влегува со финансии и со инфраструктура. Им дозволува да бидат корумпирани. Не само корумпирани, им дозволува да бидат корумпирани, затоа ја сакаат Кина. Им дозволува и да си ги имаат собствените политички системи, да се однесуваат суверено онака како што сакаат. Додека Соединетите Американски држави и доколку даваат финансии и помош, наметнуваат свое мислење и своји лекции. Знаете, Ангеловски, и јас повеќе го прифаќам американскиот концепт. Сега ќе ви кажам зошто. Имаме ситуација со Колумбија. Колумбија беше Македонија каква што е денес пута 10 полош. Пред Америка со своите институции и со својата финансиска помош да влезе таму. Денес Колумбија е средена држава со минорен криминал и минорна корупција, а Меделин од светската централа на трговијата со кокаин, со Пабло Ескобар и со сето тоа, денес има музеи на Пабло Ескобар, каде што луѓето се присетуваат како некогаш работите били. И сето тоа се има случано за 20 на години во една Колумбија. Знаеш ли зашто е тоа така? Си имаат наметнато вредности во таа земја. Не, затоа што Колумбија се пресели во Македонија во последните неколку години. Да, очигледно. И токму затоа Колумбија е средена, а Македонија е нефункционалната држава. Мораме да се пошегуваме малку, меѓутоа не сме далеку од вистината кога го говориме ова. Инаку
Блумберг вели дека Соединетите Американски држави и Европа веќе немаат со своето економско однесување немаат повеќе лекции според кои би ги учеле останатите држави како да се однесуваат. Тоа ќе рече смета дека веќе тој корпорацијски имаме ние еден Нобеловец Джозеф Стигл, кој вели Стиглиц, да. Кој вели дека дојдовме во време на корпорацијски фашизам. И кога корпорациите стануваат моќта во светот, ние еве само колку за пример, минатата година, годината на корона да речеме, според Светскиот економски форум во Давос, 3,7 илјади милиарди или 3,7 билиони долари се извлечени од джеповите на вработените. Односно 3,7 илјади милиарди долари им се дадени помалку како плата на вработените во светот, а во истата една година со корона криза, 50 најголеми светски корпорации своето богатство, својата вредност ја зголемуваат за 4,5 илјади милиарди долари. И тие стануваат се помоќни, тие веќе имаат 28% од светскиот БДП наспроти 5% колку што имале во 90-тата. Тие корпорации денеска почнуваат сакаат да владеат со светот и затоа Стиглиц зборува за тој корпорацијски фашизам и зборува дека е доведено до економијата е доведена до антидемократско ниво и дека општествата полека ќе почнат да се растураат и дека ќе мора да се изврши поправка на општествата. Тие тврдат дека ќе дојде полека време кога оние кои се без пари, без работа, без здравствена заштита и без се кои останали, дека многу скоро ќе се кренат против поимотните и дека ќе дојде до една така. Сметате дека ќе дојде до револуција повторно на. Па јас не сметам ништо, само ги Баук кажувам, се шири над светот. Да, Баук се шири над светот во секој случај, но само ги кажувам тезите на Нобеловците, на економистите и на стручњаците. Тоа е ситуацијата која ја живееме, за жал. Истата ситуација ние имаме и во Македонија. Тој корпоративен фашизам, па нели сме сведоци дека неколку корпорации или фирми или како сакате наречете ги владеат. Ова се локални шерифи. Локални, но во Македонија, добро, се споредбено со светското ниво. Но факт е, имаше, јас постојано го говорам, го верглам тоа како тема на девајки се дека на луѓето ќе им влезе во глава. Истражувањето на еден повторно американски институт покажува дека се случува јужноамериканизација на Македонија. Што значи тоа? Тоа значи дека бројот на богати постојано се намалува и јазот помеѓу богатите и сиромашните, Джини индексот постојано се зголемува. Тоа значи дека нашата земја во која живеат, нека не бидат 2, нека бидат 1,7 милиони, но можеби се и 2, можеби и сите претеруваат со оние песимистички проценки, немаме попис, не можеме да видиме, но целата држава, практично најголем дел од капиталот во нашата земја е во рацете на десетина фамилии. Лјупчо, јас имав една колумна на оваа тема, насловот беше пауперизација и плутократија и токму таа е тезата. Тоа е тоа што се случува во светот, а се случува и во Република Македонија. Пауперизација значи целосно осиромашување на огромното мнозинство од народот. Значи, целосна пауперизација, осиромашување до гола коска, а плутократија е веќе богатење на владеачката класа до енормни размери и нивна власт на територијата на која се наоѓаат. Така да таа плутократија и тој пауперизам кој го имаме во светски рамки се пресликува и овде во Република Македонија. Ангелос, имаме уште кратко време во оваа емисија, она што би сакал исто така да ве прашаме дека вие нели имате ваша политичка партија, се вика МАК, мала политичка партија, но никако да се одвоите од ВМРО-ДПМ, или постојано сте нели со нив во коалиција. Зошто Страшо Ангеловски не оди независно, туку оди со ВМРО-ДПМ на целиот овој период? Значи имате погрешна перцепција, нели работите во перцепцијата ни велат. МАК не е мала политичка партија, туку јас МАК ја сметам за најголемата. Зошто? Затоа што е носител на идејата
за самостоен, независна и суверена ВМРО ДПМН од МАК произлегува. Од МАК произлезе, да речеме и првиот председател на ВМРО ДПМН Љупчо Георгиевски беше во извршниот комитет на МАК и многу видни членови. Вие сте најголема сива еминенција во Македонија. Затоа сакам да кажам дека МАК е најголемата политичка партија ако тргнеме според идејата. Ако тргнеме според узурпација на гласачите, тогаш не. Зошто зборувам за узурпација? Затоа што двете сегашни најголеми политички партии во 90-тите години успеа да ги узурпираат гласачите, едната СДСМ со дотогашното постоење како сојуз на комунисти, со имотот кој го задржа, со влијанието во медиумите и со сето тоа, а ВМРО ДПМН со 4 свети букви. И така си ги презедоа гласачите и ја имаме состојбата која имаме. Втората погрешна перцепција е дека МАК е постојано во коалиција со ВМРО ДПМН. МАК од 90-тата до 2011-тата постојано настапуваше самостојно. Единствена политичка партија која има учествувано на 13 изборни циклуси самостојно е МАК. МАК точно знае како изгледа сами да им се спротивставите на големите политички партии, за разлика од другите приврзоци кои сега се префрлуваат од едната коалиција во друга и кои никогаш не се обиделе самостојно да настапат и не се ја знаат ниту својата сила, ниту својата моќ. Што се однесува до коалицирањето и да сето тоа, јас токму овде сакам да проговорам многу кратко за изборниот модел за кој МАК се залага. МАК се залага за мнозински изборен модел. Тоа ќе рече изборниот модел од 90-тата, кој само тогаш го имавме и никогаш повеќе, Македонија да биде поделена на 120 изборни единици, тоест за секој пратеник да имаме по една изборна единица, каде што грубо би имале некаде по 15.000 гласачи и во една таква ситуација, затоа што јас моделот на една изборна единица го викам модел на задници. Односно тоа е модел кој го бараат луѓето за да си ги сместат задниците во парламентот. Тоа се лидерите на малите политички партии, но тоа се и политичките апаратчици во големите политички партии кои ќе си се наместат некаде 30. Со мнозински модел победува токму оној кој е има најголем авторитет во заедницата во која се гласа за него. И што е најдобро, тој пратеник одговара пред вас. Тие 15 и дури има во светот и модели, да речеме во Велика Британија, но и во Америка, каде што тие пратеници имаат императивен мандат, што значи може да бидат отповикани од страна на гласачи. Крсто Муковски, ти си гласал за промена на името. Во Весчани се собираат луѓето, собираат потписи, нови избори и го повлекуваат. А видете, вака вие, кога имате 43 на листата, кога ниту го знаете, ниту го познавате, и само заради тоа што е под името на една голема политичка партија станал пратеник, тој нема никаква одговорност пред никого. Доколку имаме мнозински изборен модел, вие имате две основни представувања. Представување на партијата и представување на личноста. Ангеловски ќе на наредните избори предпоставам со ВМРО ДПМН ќе настапите. За кои наредни избори зборуваме? За локалните? За локалните, да. Или верувате дека ќе има и парламентарни, тие се далеку? Јас верувам дека ќе имаме и парламентарни избори. Зашто? Доколку имаме време би го објаснил. Слободно, да. Значи, ако се навратиме и ги гледаме нештата кои се случуваат на нас за 30 години, ќе видиме дека 98-та, кога за прв пат ВМРО ДПМН ја презеде власта, меѓународната заедница која има исклучително големо влијание врз СДСМ, посебно, но верувам дека има влијание на сите политички случувања во Република Македонија, извлече од левицата, извлече многу гласачи и ја формира партијата на Васил Тупурковски, Демократска алтернатива, со која го премости тој јас и му овозможи на ВМРО ДПМН во коалиција со една лева политичка партија да формира влада. Истото се случи со Тито Петковски, втор пат кога дојде ВМРО на власт. 2006-та беше формирана партијата на Тито Петковски за да повторно на ВМРО ДПМН му се овозможи во коалиција со една лева партија да дојде на власт. Сега сме сведоци дека забрзано се случува
поделба внатре во СДСМ, велат дека се тоа луѓето на Бранко Црвенковски, јас не би навлегувал, меѓутоа има незадоволници кои еве како во Охрид веќе настапуваат со независни листи. Па како Стојко Пауновски што стои на секаде и е веројатно да се претпостави дека многу скоро ќе се формира една политичка партија која ќе има моќ да издвои дел од левото гласачко тело и кое ќе биде повторно мостот за ВМРО ДПМН да формира владата. Тоа ќе рече доколку сме во Добро, фаза. одлучуваме ли ние нешто во Македонија, чим вака еве странци прават партии, ај овој со овој нека иду коалиција да дојдат на власт, ајде овој со овој, ние што одлучуваме, зошто излегуваме воопшто на Некогаш избори? е жално да го размислуваме тоа. Не сакам да речам, меѓутоа жалам понекогаш. Но добро е што ВМРО ДПМН нели има еве меѓународна поддршка, тие беа под бан меѓународен подолго време. Па, добро. ВМРО ДПМН е една специфична политичка партија, барем во очите на меѓународната јавност, како се уште да има страв од тие 4 букви ВМРО, како се уште да има страв меѓународната заедница дека македонскиот народ под превезот на тие 4 букви може да стори ова или она, како се уште да ги слушаат татнежите на Гвадалкивир, како се уште нели да го гледаат букетот од цвеќе во Марсеј, како се уште да мислат дека ВМРО ДПМН е таа старомодна организација нели која ги правеше сите тие нешта, меѓутоа меѓународната заедница мора да свати дека ВМРО ДПМН е современа политичка партија и е центар десна политичка партија. Единствена десна политичка партија во таа коалиција за обнова на Македонија е МААК. Ние се наоѓаме малку подесно од ВМРО ДПМН и дури можеме да бидеме коректор на десните политики внатре во коалицијата за обнова на Македонија. Трик прашање, вие сте подесно, вие сте радикали. Не отфрливте идејата за голема Македонија, рековте дека треба да се, нели, како да кажам, да се тој процес да се реотвори Букурешки така натаму. Дали вие се согласувате да се измена на граници со кои Македонија би се проширила, но би се викала Северна Македонија? Значи вака, прво не се залагам јас за голема Македонија. Добро. Голема Македонија е доколку сакате да окупирате туѓи територии и на тие туѓи територии да воспоставите своја властничка држава. Јас само барам, како што побарав и на 27 мај 98-та во Организацијата за Обединети нации во Женева, поднесов меморандум со кој побарав правна ревизија на Букурешкиот договор. Дали не оружје, не топови. Дали би прифатиле да ни се вратат нас сите тие територија да се викаме Северна Македонија? Па невкусно ви е прашањето и затоа нема много е трик прашањето. Ако беше малку повкусно може би ќе одговорам. Невкусно и затоа нема да одговорам. Пошто еве ја тоа се обидувам луѓето да ги ставам во една парадигма, во еден однос да одлучат што е помало зло. Или поголемо. Најпрво. Ајде да се заложиме сите да ја сочуваме унитарноста на оваа држава. Мислите дека тоа е следниот напад? Да, следниот напад. Приметив уште на почетокот со вашиот однос кон враќањето на името дека да ја сочуваме во овој момент тоа што ни е најбитно. Доколку ја изгубиме унитарноста, ние сме изгубиле се. Поделената Македонија на две федерални единици веќе ќе биде неотпорна за поделби и ќе биде немоќна да подобро обстане. така сами нека си собираат данок. Еве зошто јас од кавадарци даночен обврзник да ги издржувам оние што не плаќаат во гостивар во тетово данок. Ја по тоа прашање. Нека си се издвојат федеративно, нека си собираат, нека си имаат нивно ујапа, нека си собираат данок, нека не живеат на мој крв. Би се согласил јас со вас. Доколку таквиот федеративен систем не би бил првиот чекор за отцепување на тој дел на Македонија. Доколку јас би знаел дека Република Македонија ќе остане целосна, нема да се реализираат големо албанските соништа, кои стануваат се поизразити, кои стануваат секојдневие во Република Македонија. Вие гледате, ние имаме поделена влада, ние имаме две влади кои функционираат во овој момент во Република Македонија. Ние имаме владата на Зоран Заев и владата на Армен Ние имаме Губи. сите финансиски институции федерација која веќе успеа да ја поделат на две. Сите институции во оваа држава се веќе поделени. Од тука доколку на вистина
решението би било федерализација. Јас сум многумина луѓе, јас сум свесен за сето тоа, многумина ми се обраќаат и ми велат страшно. Ќе дојде ден кога ние македонците ќе молиме за федерализација, за да можеме да се издвоиме, како што и ти го велиш, Лјупчо, да не мораме да плаќаме даноци кои ќе одат во полза на некое малцинство во оваа држава. Меѓутоа мораме да сме. Може да ви дадам еден пример што се случува во оваа држава. Со години, значи од кога постои држава и во Југославија, таблички за коли произведува Раде Кончар, фабриката. Така. И тоа е наша фабрика со од комунизмот останата, не се приватизираше лошо, немаше лош процес, се уште работниците си останаа работат во Раде Кончар и тука се наоѓа во близина на нашето студио. Доаѓа власта СДСМ ДУИ, Раде Кончар го губи тој договор за произведување на таблички, добива една компанија блиска до ДУИ. Компанијата блиска до ДУИ нема ни машини за производство на таблички за автомобили. Имавме ситуација 3 месеци во Македонија, може да уште трае, не знам. Луѓето не можат да најдат таблички за нивните автомобили и си ги плаќаат регистрација, немаат таблички. Зошто? Затоа што фирмата која го добила тендерот нема машини да ги произведе таблиците. Па сега таблички од Германија праќаат. Замислете, дај да е некоја софистицирана технологија па да ја увезуваме од Германија. Ние увезуваме лин. Лјупчо, тоа е тој процес на дуизација на Македонија. Дуизација? Да, кој за жал Заев го поттикнува уште повеќе само заради уште ден, 2, 5 или 15 да остане на власт. Тој е свесен. Впрочем, сите леви и левичарски партии и движења никогаш не би дошле на власт доколку не играат со чувствата на малцинските групи, без разлика какви се тие, дали се етнички, дали се родови, дали се вакви или онакви. Значи секаде во светот левите политички партии играат строго со чувствата затоа ни промовираат сега сексуални малцинства да се развијат за утре. Да имаме ние 150.000 свесни хомосексуалци во Македонија и они у коалиција со СДС да дојдат на власт. Само и затоа сега Заев е подготвен на целосни отстапки кон ДУИ, на целосна дуизација на Македонија, дури вие следите дека се заговара веќе и премиер Албанец. Заев ќе биде подготвен и за тоа. И за премиер Албанец, тој да биде заменик премиер, само ако може уште неколку години да остане на власт и да не одговара за злосторствата кои ги стори на Република Македонија. Ова се повеќе наликува на времето на Хитлер, кој во последните денови од своето владење 15 годишни, 16 годишни момчиња пушташе по фронтовите да се борат за да тој добие ден, 2, 5 или 10 повеќе живот. Што е поголем проблем? Тоа што Тамара Тодевска и Нина Јанева ја погрешиле химната или тоа што нашите деца во Македонија не ја знаат химната? Па најверојатно и Тамара и Нина се дел од нашите деца. Тоа ќе рече дека и тие не ја знаат како и нашите деца, а во светот во училиштата најпрво се интонира химната, а потоа се друго. Значи, ние треба да поработиме малку и на воспитувањето и на националното воздигнување, не од нашите деца да направиме националисти, меѓутоа на нашите деца да направиме деца кои ќе си ја знаат својата историја и ако господината Царовска сака да им ја укине, ќе си ги знаат своите баби и дедовци, своите прадедовци, ќе знаат за што тие се залагале и што тие биле, за да никој не може да им каже дека настанале од 44-та, како што би рекла бугарската политика, или дека настанале од мајмуни, како што би рекол Заев. Ниту сме настанале од мајмуни, ниту од бугари, ние сме македонци, како такви се раѓале нашите предци, како такви треба да се раѓаат и да живеат нашите деца, но и да се воспитуваат. Гледам јас многу екземплари во Македонија кои теоријата на Дарвин ја потврдуваат. Ама во повратна насока. За Адам и Ева теоријата немам ниту една потврда, освен дека представниците на Господ на земјата во Македонија се градежници. Друга потврда вака за Адам и Ева немам видено. Па види, јас ќе те однесам кај моите пријатели во Говорлево, овде во близината на Скопје, и ќе бидеш изненаден кога ќе видиш некои нешта таму. Ви благодарам многу, господине Ангеловски, се надевам дека бевме доволно интересни да го задржиме вниманието на слушателите ова утро. Благодарам. Почитувани слушатели, останете со фреквенцијата 107,4
FM имаме вести, добра музика, добра програма и радио подиум. Нормално, во исто време читајте lider.mk.